Почитувани, добар ден. Ова е неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е словеничкиот амбасадор во Република Македонија, Арен Брајан Бергант. Амбасадоре, во Македонија не постои консензус меѓу политичките елити ниту околу тоа како да се чита извештајот од Европската комисија. За едни тој е реален одраз на состојбите, за други пак дури тенденциозен. Како вие гледате на овогодинешниот извештај за напредокот на Република Македонија? Видите, ова е веќе 10-ти извештај на Македонија. Треба сега да напомнам на самиот почеток да Македонија беше прва држава од Западен Балкан, што во 2001 подпише спогодба за стабилизација и асоциација. Значи, многу зна Македонија шта е овај извештај. И јас читам по различити вестници да се прешуваат дали е позитивен или негативен. Јас не би гледал дали е позитивен, дали негативен, него извештај да е нека реална слика, тој е неко огледа, неко конкретно стание, што беше направено од минатата година, значи од 9-тиот извештај па до денес. Исто тако извештајот представува едно добро као роудмап, или значи шта треба Македонија да направи во напред. Значи извештајот погледа на назад, исто тако дае препораки што треба Македонија да направи во напред, во иднина. Така да ја да гледам како многу балансиран, реален и јас мислам да сега видим веќе позитивно да веќе се работи на овие забелешки што Македонија добиле за овие препораки, пошто знаеме веќе во кога збори подпредседателка на влада Арифи, да веќе се прави втори акциони план, значи кој ќе даде одговор на сите забелешки и препораки, ќе биде имплементиран до средина на мај минатата година и целиот овој акционен план ќе биде инкорпориран во тако наречени национален план на Македонија за изведување на КИС. Гледате ли вие во изјавите на евродипломатите променета стратегија на Унијата со цел да изврши зголемен притисок врз Македонија за решавање на споразумето? Сигурно пикирате на ово изјава од комисарот Филе. Значи, ово што изјави комисарот Филе, мислим да не е ништо ново. Тоа беше исто кажано од комисарот и како и председателот на Европската комисија Баросо, кога беа они ова година тука во Охрид. Ние сменото. Видите, со нивната посета во Охрид се направи овај high диалог на висока рамка, на високо ниво. Значи, исто сега во ноември ќе имамо две високи средби тука во Македонија. Значи, овај high level диалог, исто така економската конференција. Тоа е само додатна помош на Македонија да овај темпо со реформите да уште биде појак на ниво. Значи Европската комисија, Европската унија сакам овај темпо да се прошири, да Македонија што повеќе направи со реформите. Значи тоа е нека помош, а исто тако и Европска комисија и сите држави членки секако би сакале да би се овој спор што имате со Грција што прие да би могол да се надмине. Гледате ли вие можност во наредниот извештај препораката за отпочнување преговори да биде повлечена доколку не се реши спорот за името? Па јас сега не би размислувал веќе за 2012. Декември е заседавање на Европскиот савет. Тога ќе се одлучи што ќе се случи со препораките на Европската унија што сега дале на Хрватска. Имам многу позитивна оценка за Црна Гора, да исполниле сите 7 критерии, да Црна Гора исто многу успешно во суштини што направиле последната година на Црна Гора ќе добие датум за почеток на пристапните преговори. Исто така се надевамо да Србија ќе добие статус држава кандидат и кога смо веќе во соседство да Косово ќе почне со диалог за визната либерализација. Има држави, не само Словенија, кои би можеле, размишлува о томе да би Македонија почнела со преговори на едната страна
и да би се овој спор решил. Пошто ние не видимо никако проблем зашто не би можела Македонија порано да почне со преговори. И може би тогаш на крајот, исто као време на сега за НАТО, док се не реши спорот, да не добие покана. Јас мислам да би то позитивно тицало на процес на реформи во Македонија и исто тако би бил повек притисок даден да треба да се реши име. Пошто Европската Унија сега има исто нови идеи, значи да би државе веднаш на самиот почеток, кога почне со пристапните преговори, да би отвориле поглавје 23 и 24, значи правосудство и основни права, исто правда, слобода и безбедност. Значи ова поглавје кои се најтешко и значи, за целиот период и тек на крај да би се затвориле. Факт е дека препораката годинава беше повторена по трет пат. Очекувате ли известна апатија кај македонските граѓани доколку продолжи ова статус кво во поглед на евроинтегрирањето? Теоретско сигурно да. Ама ово не се желиме као држава членка или јас мислам исто не Европската комисија. И тука е работа на влада да продолжи со реформите, пошто реформите не ги правите за Брисел, него ти се правите за себе си. Значи, овој темпо со реформи треба да се продолжи и во меѓувремето јас сум убеден дека се најде ова решение за името, пошто ово е нездржливо, колку веќе трае овој спор. И да се најде нека друга формула да би Македонија можела да почне со преговорите. Значи, било би добро да се најде нека формула што не би било не на шкодо и на Атина, не на Скопје, да би се паралелно решавало прашањето на името и да би Македонија почнела да се преговори. Смятате ли дека критиките по одредените области во извештајот беа пренагласени? Јас мислам да беше извештајот реален и нагласи овие подрачја каде навистина Македонија не направила толку голем напредок, а сигурно и оно што читам од Брисел и од други да беше главна забелешка сигурно слобода на изразување, значи медиумите. Значи тоа беше главна забелешка, ама веќе со новата влада видимо беа формирана посебна работна група која председава вице-премиерка Теота Рифи. Има веќе направи некои теркалезни маси. Значи има напредок и тука. Ама Европска Унија и исто другите организации со ОПСЕ ќе пратат тоа, пошто тоа беше една забелешка припорака. Јас мислам да следната година ќе биде сигурно во овој полето оценка подобра, пошто Европската комисија сака да издвои она подрачја каде треба Македонија уште да поработи и медиумите, корупција, јавна администрација, правосудство, тоа беа овие полиња што треба уште да се направи. Мислите ли дека сите тие проблеми кои што излегува во последно време во врска со слободата на изразувањето и со слободата на независноста на медиумите може да ги врати демократските процеси во земјата наназад? Јас мислам да беше ово добро што Европската, пошто медиумите пред пар години не беа ваков проблем како сега се кава во Македонија слобода на медиуми. Ама слобода на медиумите не со проблем само Македонија, него целиот регион на Западен Балкан. Така да јас мислам да ова прашање ќе се реши, Европска комисија, европски држави членки ќе пратиме тоа и секако му ќе нудиме помош тука. Значи и во овие рамките гледам и денешна и посетата на представничка на ОПСЕ. Значи да се најде заедна солуција за тоа да се надмине, пошто сите сакамо само добро за Македонија и сите и да граѓани ќе добијат најдобри информации. Значи и да биде јавен сервис како спада, треба да биде јавен сервис за сите граѓани, комерцијални исто така. Ви благодарам за разговорот. Што? Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.